Почитувани гледачи, добър ден, добър дојдете на програмата на К3 телевизија. Понеделнички стартуваме со нашата утринска програма, а денеска навистина имаме многу интересни соговорници кои ќе ни раскажуваат за убавините на животот во Куманово некогаш. Позната стара градска фамилија од општина Куманово, семејство Ивановски, кои мислам дека ќе има да ни кажат доста анегдоти интересни од историското постоење на нашиот град. Добар ден и за моите гости, од мојата десна страна Милорад Ивановски, Мице, познат кошаркарски работник, Душко Ивановски, кошаркарски исто така успешен работник и плеймейкер, и стрелец и така натаму, и Киро Доцевски. Од кај да почнеме? Знаеме дека господин Ивановски Куманово е град со богата историја, меѓутоа оно што е посебно интересно, животот во Куманово некогаш беше доста специфичен ако се погледне од повеќе аспекти. Културно-забавниот живот, спортскиот живот и така натаму. Какво е твоето видување за Куманово, за животот некогаш? Како вие од ова временска дистанца го доживувате и ден денеска? Па тоа време беше многу интересантно, затоа што немаше овие работи, телевизори, телефони, тоа ја знам тамо, и луѓето, нарочито младите луѓе, се занимава и со спорт, а и со забава, идејќи на матинеја, на игранки, и на корзо, во паркови, се собира, се дружеа и така натаму. Можам да кажам дека јас во мојот живот сум многу задоволен во тоа време, затоа што сум прошол се што. Како спортист, сум бил еден од најдобрите спортисти, такмичари, тренер и така натаму. Да објасниме вашата лоза. Твојот татко и твојата мајка што работеа кога вие раснете во Куманово? Па моите родители се занатци, односно мајка ми беше домакинка, а татко ми беше занација кој работеше за обработка на кожа и продавање на волна. А не само тој, него целата фамилија Ивановски работеше со кожа и затоа и во Куманово не нарекуваат вунарци, затоа што се бавевме со кожа и со вуна. Ти исто така го живеа животот во Куманово како добри граѓани и секој пат наоѓа можност да излезат и да не прошетат и на корзо, и во кафеана, и во цлткарници да не водат и така натаму. Еве, од мојата лева страна Душко Ивановски, познат кошаркаш од Куманово, роден брат на Милорад Ивановски, исти родители, веројатно исти совети како да израснете во успешни луѓе. Што паметиш ти, Душко, од твоето рано детство? Ја мислам дека мајка ни беше таа што ја држеше целата фамилија. Мислим како фамилија, како породица. Татко ми беше човек кој донасаше, мајка ми се тоа го организираше, воспитување се тоа беше 95% на неа. И татко ми беше човек од сабајле до вечер, просто речено, по работа. У тоа време, ја колку памтам, он приватно работеше. У најтежок комунистички период, приватно да се работи и да се издржува фамилија од 5 деца, ја едноставно денеска не можам тоа да го замислам. Сите тие 5 деца... Ова е вашиот татко, така? Да. Мола камера ова да го зумира и продолжете вие.
Значи, татко ми со својата работа у тоа време успеа да издржи 5 деца, 4, ние сме 4 браќа и една сестра. Сите 4 браќа имаме завршено факултет, сестра ми има завршено средна зубарска школа. Значи, у тоа време, да може да се издржи со приватна работа, купи, продај, горе, доле и така натаму, да успее сите нас на некој начин да не направи успешни луѓе, тоа е голема работа. Дури да додадам, покрај нас што не чуваше, тој ги чуваше и бабата и дедото. Така да, место 7 члена, бевме 9 члена. Јас имам слушнато од мојот покоен татко и од овие постариве. Вика, ќе седнеме во една соба, Така. еден голем казан, ручок за 9, неговото семејство биле 9 деца, и кој колку касне. За оно што нема да јаде. Така било сиромаштие. Па тоа е да ви кажам дека многу голема дисциплина беше во тоа. Тоа време, значи, јас на пример се наоѓам во парк тама и тој ќе дојде во 12 часот пред парк и ќе викне само Раде, така ме викаше, и друго ништо. Раде, амо и душе. И ја морам точно на време да дојдам да ручам. После тоа нема ручак. Да. Така да Имаше ред, немаше дисциплина Дојде ручек и вечер. почит на тој ритуал, на тој ручек. Па нарочито, да кажем, летно време се доваѓа на гости кај нас, тетка ми, течо ми, со својата фамилија, па се собираме негде околу 20 души на стал. Па ќе секој четврток се кољеше јагне, секој недела прасе. Така да, во тоа време живеевме некој нормален, слободен живот, без нервози, без карање, без тепање, без едно само. Само ја еден момент да ви кажам. Секој четврток татко ми колјаше, или јагниќе колја, или прасе, или петел, или кокошка. И ја кога ќе видам, ќе го закачи јагнето на овој да го... На ченгел. На ченгел, ја и пред да го колја, ја ќе избегам. Ако синко ќе доеш ти па на ручек. Бегај сега. Добро, овие кажуваат постариве, мојата баба има кажувано, вика, во тоа ваше време, секој петок, вика, гравче на тавче дом. Така, и Од тогаш ли таа традиција трае? Па да ви кажам, јас колку памтам, секој петок кај да седеше гра. Еве и ден денеска во моја фамилија исто така. Секој петок има гра. Не само твоја, и во моја исто, и во моја исто. Тоа станало уште од моите дедовци, баба, само што правеле. Со генерација. Обично некаде во петок гра, во вторник си замеси зелјаник и така. Али четврток, откако е дојден татко ми во таа куќа, он е домазет, откако е дојден во таа куќа, секој четврток и петок и недела мораше да има јагне или прасе. Сега да му дадеме збори и да ви кажам уште нешто. Тој како ми кажуваше, тоа време кожата била поскапа, отколку што било месото па потоа. Ќе продадеш кожа, месо ти е џабе. Да му дадеме збори на Киро Доцевски, твојот татко е роден брат на Милорад и на Душко. Како вие го паметите вашиот татко од тоа време, како беше неговиот живот? Па видите, прво да кажам дека ние имаме различно презиме, да кажеме, ако да кажеме, кај доаѓа таа ситуација. Да. Некои предци на фамилијата се викале Иван, Јован, па постоела некоја разлика во презиме, некои биле Ивановски, некои Јовановски, и кога татко ми дошол во школа да учи, не знам на која возраст, за да ја исправа таа грешка, веројатно учителот или тие што го запишувал школа прашале како се вика дедо ти, тој рекол Доце и му кажа, ти ќе видиш Доце. Подоцна, тој не го менјал тоа презиме
веројатно затоа што од неговиот дедо Доце се уште бил жив, веројатно многу го сакал и од почетка од него останало тоа презиме, додека сите останати останаа Ивановски. Татко ми почина релативно скоро, пред неполни 2 години, година и пол негде. Тој целиот свој живот, исто така како и неговиот татко, го посвети на семејството. Јас сум роден во старата куќа за која збориме веднаш испод паркот горе, а после на 4-5 годишна возраст сме се преселиле во куќа што ја изградил позади гимназија. Значи од Соколана сум се преселил во Карапмала. Меѓутоа, цело време додека тргнав на факултет подоцна, ја секој ден бев во старата куќа, дали предпладне, дали попладне, дали навечер, дали на враќање од школа. И до тогаш и се уште беа живи баба ми, дедо ми беа во добра кондиција. Така да тоа време го памтам како едно нон-стоп движење помеѓу нашата куќа во кај гимназија и старата куќа под паркот. Најмногу поради близина на Соколана, бидејќи што викаат комамци, врти сучи, мора или да поминеш или да влезеш во Соколана и во паркот. Такво време беше тоа. Иначе татко ми беше во почеток геометар, работеше во Геодетски завод на Македонија. Почетокот на 50-ти години работел по планините на Македонија, кога ги мереле и правиле првите карти, веројатно. Таму ја нашол мојата мајка, која довел во Куманово, со која се оџенил. А подоцна поминал во ново формирано предпријатие за улици и патишта, која подоцна прераснува во градски водовод. Прв директор на водовод долгогодишен бил, потоа во вториот период од неговата работна кариера бил исто втор човек на водовод, бил задолжен за инвестиции, за развој на предпријатието и на комуналната сфера на градот во целина. Сега мора да ве запрашам, и Душко, и Мици, и тебе, Кире, велата Карап мала и Соколанска мала беа душа на градот, изнедрија многу генерации. Што мислиш ти за тие малеве? Пошто е препознатлива Карап мала, пошто е препознатлива Соколанска мала? Само ќе ми направам една дигресија, мојот татко во Карап мала израснал, велеше цел ден игравме џамли. Во Соколанска мала велат играле цел ден кошарка. Све, универзално. Само накратко да кажам дека Соколанска мала, самото име кажува дека е иманентна по тој прекрасен објект што е изграден во почетокот на 30-те години од минатиот век, Соколана. Тоа било центар на сите збиднувања на младите во градот. И Соколанска мала била позната по Соколана и паркот кој го викале Корен парк или Соколански парк. Дали таа мала го доби по Соколана името, Соколанска мала? Да. Иначе нема друга причина за да се нарече така. Додека Карап мала беше нешто сосема друго, ја живеев таму, меѓутоа повторувам, поголемиот дел од секое слободно време ја го поминував во паркот во Соколана или во дворот на старата куќа кај што сум роден. Карап мала имаше исто така некоја слична особина као Соколанската мала, бидејќи тука беше дворот на гимназијата и имаше спортско игралиште, и имаше исто голем дел кој што беше земја и трева. И покрај тоа што викате вие дека вашите стари ви кажувале дека играле клике, џамли. Сода. Дори кажуваат играме, се собира младите. Играле во тоа време на Сладки, на Толумба, на Ектер, вика, напребор како да играат во Лига шампиони. Да. Во тоа време почнуваат тие први играња на мал фудбал. Тогаш станува популарен со изградба на тие мали игралишта, игралишта за ракомет и се користеа и за играње на мал фудбал.
Еве, Да, да се надовржиме за Соколанска мала и Карабмала. Спомнавме мали. То време немаше фудбали. То време се правеше топка од чарапа. И се такмичевме мала со мала. Имаше мала, да кажемо, Соколанска, школска, Харап мала, болничка мала, бединска мала, игралишка мала. И закажувавме утакмици меѓу мали и игравме фудбал. Ние игравме во Соколанов во дворот, пошто тогаш не беше направено, земја беше. Да кажеме, Можеш да видиш. школска мала поиграше во игралиште на школа. Харап мала игралиште на гимназија. Болничка мала имаше болнички простор, играше фудбал таму. Чекай, ова слика од Соколана. Да. Добро. Тоа е. Тоа за слика е од Соколана. Велете сте правиле топка од чорапи. Да. Мислам дека и Хазјана има играно пропат ракомет со тие топки. Дали точно? Па, точно е, видите, јас реков, моја фамилија се бавеше со волна. Па бевме еден од најдобри мајстори за правење на топка, затоа што во неја ставја волна. И со чорапа се вржуваше, правеше се, па се шие таму и со таа топка игравме. Па се сеќавам, 46 година, прв пат кога ми купи една гумена топка, на точки се даваше само што ја знам и ја запнав да ми купат топка, ми купија гумена топка. Ја однесов у парк и еден ја ритнав, ја удари во таа ограда на трње, ми се пробужи, по едно плакање се ударил, знаеш какво. Па после ја лепев тамо, па пустев штурјата. Значи тоа се први топки кои ги игравме во тоа време. Рековме за Сони. Сони во парк се играше нон-стоп. Во секој стокаче исто така Соно се играше. Па на зинги и пари фрлевме тамо, па ги вртевме и така. Па игравме на зид со калапсо на пара, на бандера исто. Игравме крива Маграица. Значи, сите тие рекреативни елементи ги управдувавме тогаш. Тогаш ни беше тоа забава, а некако сега да кажем се затворат во соба и или телефон игра, или пуштат музика, па како на мечки она музика, па игра дум. Такво време. Тоа е тоа. Пошто Душко вие памете Соколанска мала? Еве, јас се сеќавам, мене ми кажува на татко ми, во Карап мала, не може да се сетам еден човек по прекар, вика, секогаш не победуваше во джамли и само јадеше колачи, победник нон-стоп. Имаше ли во Соколана шампиони во джамли, во тие други игри, некој човек да го изводите? Па види, ја да ви кажам, на 7, 8, 9, 10 години, тогаш улиците беа со калдрма. Ја ќе дојдам од школа, ташната ќе ја фрлям. Ева само да ви кажам, ова е слика кога сум бил 11 месеци во дворот на нашата стара куќа. Ова е битен историски податок. Значи 46-та година на Великден се види како држам јајце, значи неполна година дена, 11 месеци негде отприлика, позади е тоа зидот од дворот, позади е улицата со калдрма. И ја ќе дојам во школа преко од улица ќе ја фрлам чантата преку оградата и ќе слушам како паѓа чанта доле. Бам, мајка вика, абе влегуваме, а надвор деца врие. Какво влегување, одма зимаме да играме или соди, или пари, абе како дете прецизен. Од тогаш ми останало и за кошарка да бидам прецизен. Чекай, да видиме таа слика, да покажеме на нашите гледачи. Душко Ивановски Боби е првиот кошаркар во Македонија кој имал перфектен скок-шут. Како го научи? Не се види, да. Ќе се види. Сега камера да ти покаже. Кој те научи да имаш ваков скок-шут?
Па веројатно Мици. тренерот кој може да ме научи. Тоа е изванреден скокшут. Ова е негде 63-та година или 4-та. Тоа сум имал негде 18-19 години. Изванреден скокшут, изванреден скок и мислам ова е само за учебници. Така. Ќе го снимам и после ќе анализираме. Каде сгрешил, колку рипнал, како закадал, држал. Студиозно. Еве што значи скок. Да. У тоа време, у тоа да време забиваш. на моја висина. Месец 75 и забиваше топка. Ова е пред Соколана. Исто пред Соколано у дворот. Тука имаше кошеви и тука и трениравме преку лето. Сега малку да прозбориме и за вашиот најстар брат. Не знам каква беше таа фотографија, тоа Кире ќе ни каже нешто повеќе. Има една фотографија од Не, ја ќе ти кажам успешен нешто. шахиста. Да кажам, во почетокот, после Мици веројатно ќе ме дополни, бидејќи тој сигурно знае повише за него. Јас знам дека Дека збори најстариот мој чичко, најстариот брат на Мици и на Душко, Момчил Ивановски, беше еден од најдобрите шахисти на Куманово Во тоа време. тоа време, во 50-тите години и нешто Ова е слика, почеток. се извинувам, Кире, 23.6.52 година. Да. И Тој као ја колку што знам, као средношколец и како студент бил играл шах и ја проучал и теоријата на шахот за разлика од други. Има многу добри резултати, на сите, например, првенства бил или прв или втор. Сите овие големи велемајстори од Русија и од Србија што доаѓале кога играле симултанка никогаш не изгубил од никого, ја колку што знам секогаш вадел реми. Така да тоа ја дополнува таа спортска страна на фамилијата. Таа слика што е, да покажам се сега, тоа е за двомет меѓу Лесковац и Куманово се играше тамо и он тој играше на втора табла, а Кокински играше на прва табла. Инаку да кажам дека тој студираше во Скопје и играше шах тамо. Тоа време се играше за ручек и за вечера. На 50-та година беше првак на Скопје. Практички на Македонија. И фактички он живееше, тоа време се хранеше од тој шах тамо, што ја знам. Како човек беше тој? Па, како да ти кажам, мирен, спокоен, мирољубив, друштвен, така да и на пуно такмици идеше фудбалски, беше заинтересиран и така натаму. Сега, оно што сакам Само после... ја да добавам, јас сум помлад од него 18 години. И многу често тој ме водеше низ Куманово, посебно во Берберница Боро Менков, старата Боро Менков веќе не постои. И таму беше многу интересно таа Берберница. Можеше да се слушне се и сешто. За живот у Куманово, за спорт у Куманово, смешки, шали. Тоа беше многу интересна работа и сите мислеа дека тој ми е татко на мене. Значи, Боро Менков беше центар на информации во Куманово. Да. Па јас од него научив шах и 56-та година бидна прака на Куманово у јуниорско конкуренција тоа време. Сега, господине Мице, доаѓаме до клучниот момент во вашиот живот, а тоа е оваа фотографија, оваа прекрасна свадба во Соколана. Колку гости имаше Мице во Соколана во тоа време? 400 гости. Кога пројдовме низ центар, мислеа дека е демонстрација. Прв пат јас направив свадба. Еве се гледа дека како колото го водите. Па Девер го води. Девер го води колото. Девер, мислам за Душко, да. Прв пат во тоа време во Соколана, во Куманово се направи свадба во сабота. Иначе свадби се праве во недела напладне. Прв пат јас ја направив свадбата. Тоа доле е мајка. Во на сабота. На десно. Инаку на роден ден мој. Зошто се реши во Соколана да правиш? Тогаш не ли имало велат Кристал, не знам кои други ресторани имал?
Па види, мене Соколана ми беше втор дом. И јас таму и израснав. И не сакав да се одвојам од љубовта на таа Соколана. Мојот живот е во таа Соколана. Јас од 46 година, па све до 2000 година сум бил во Соколана. И повеќе сум бил во Соколана, колку што сум бил дома. Која година е била свадбата доца? 68 година. 68 година. 68 година. И да ви кажам, значи, во Соколана имам ја покрај спортски успеси, имам и забавно културно забавен живот. Има таму слики. Ова ли е во Соколана? Куде поеда? Ова е Значи, слика. Милорад Ивановски бил и добар пејач. Да, и добар пејач. Еве ова е Мице Јакимовски. Само камерата да забележи. Да. Која песна си ја најповеќе пеел? Па, да ти кажам, сега не ми сексува кои песни се пееле, али најверојатно Кој е ова армоникашот? ова е тоа Аце. Аце, кој презиме не му го знам, свиреше на армоника, а ова е Мице, мој кошеркар, на гитара. И решивме да се снимаме и ја снимаме таа. После имам слики со друштво. Сега да ве прашам, кога сме кај армоникаши со Кире, пред некој ден разговаравме, во тоа време во Куманово имало уште еден многу успешен армоникаш, мислам нека Каро го вика. Да. Како човек беше тој? Каро армоникаш, познат во градот. Каро како Каро, значи за кумановски речено заебан човек. Со секого се шареше, со секого вицеви кажуваше, со секого манаги му најдеше и така. Тој беше печеше ракија во казаница, уште од дете мал. И Остана тоа дедо му и од татко му, веројатно. Таму се, во таа казаница прави се сварна. Се печеше Еве да го скари, се прашам и пие, Кире, се пише. тој тогаш имал 12 години, како ти е памети свадбата на твојот чичо Мице? Па видите, Си бил доста мал, но тој веројатно период памтиш. кога имаш 10, 11, 12, 13 години, памтиш нешто, меѓутоа не можеш да го запамтиш се во детали како било. Знам дека сме биле возбудени, Многу знам народ. дека имало многу народ, дека било весело, дека цела фамилија се собрала, сите пријатели, сите познаници. Така да, штета, исто и 2 години подоцна Душко, најмалиот мој чичко правеше свадба во Соколана вие сте и за први тоа што- не се сеќам Да. многу, бидејќи тоа се такви години да не може да се сетиш на се. Вие сте први што сте правили свадба во Куманово, Душко и Милорад. Потоа традицијата продолжа. Душко, сакам да те прашам, ова културно-забавниот живот во Куманово тогаш беше доста специфичен, Соколана, па велат официрски дом, па не знам каде имало игранки. Каде све се млади забавувале во тоа време? Па прво беше Ево најинтересно. слика, потоа ќе ја Прво прокоментираме. беше најинтересно корзото. Тука се запознававме. Како? Приуѓаш од страна или... Корзото идеше негде од сладкарница Корзо, сега од практички од школото браќа Миладинов и Крстимир Сирков, од тука негде подале, па ќе завршуваше до центарот на градот, до денешна заначиски дом и се вртеше, се правеше круг. И само ќе чекаш кога ќе дојде момент да се види со одредена личност. Дали ќе се запознаеш, дали симпатија ти е. Так. И сега вртиш и само чекаш да дојде момент кога ќе дојде момент Ова да е се многу видиш интересна слика. и да се сретнеш Да. од друга страна со одредена личност. И тука се правеа разни муабети, додворувања, многу интересна работа беше. Тоа беше Мене има едно. кажувано мојата мајка дека стодели многу во сладкарница кај господинот Осман, Тоа у центар. во центарот, да. Тоа Тоа там професор имаше, Мице там може да имаше ни каже Мице, за сладкарница на Мице Осман. на Мице му беше пријател тој. Осман ми нудеше од Теклак да бидам тачно с njega, Да работите заедно. да работиме заедно, затоа што јас бил популарен тогаш
и многу гости му носят таму и ми велеше, ајде да орсачиме, да ми бидеш орсак, пошто ти си те многу познат во Куманово и ми носиш гости. Ти се откажа. Да, така да секој слободен вечер, пошто имавме и тренинзи, ние бевме во таа соткарница. Ова слика покажува дека семејството Ивановски било една компактна целина. Молам камерата. Еве. Да прокоментираме. Еве Кире нека кажеме. Па, Тоа е цела моја... тоа е за време... Од татко ми да, последна... тоа е за време на вториот или третиот роден ден на Драган, синот на Мице. Четврти, 1, 2, 3, Или 4. четврти, Четврти, да. 4 Ја гледам свеќи има. Према возраста на дете. Тоа е роден ден на синот на Мица Драган. Тука се од лева страна татко ми и мајка ми. Пред тортата се Душко и стрина ми Мира. Десно од Душко е чичко ми Момчило. До него се баба ми Дана и дедо ми Киро. Зад него горе е кумот Љубе, кумот на Мице. Тој исто така беше вклучен и во работата на кошаркашкиот клуб као активист. Стрина ми Рада, до него е моја сопругата на Момчило, кумотот Мице и неговата сопруга стрина ми Лепа и малиот Драган и зад него половина се гледа мојот помлад брат Мими, Мирослав. Мора да ве прашам, во Куманово, во Скопје, многумина ве препознават како бобевци. Зошто? Вие имате Ивановски. интересантна Ќе ви работа. кажам, Еве нека кажи кој Кој ќе го, Мици или ја да каже? може и двајцата. во негово време, кога бил дете, имало некој Твој татко? Мој татко, кога Добро. бил дете, имало некој бобе кој бил на, Ове како да ви војвода. кажам, вест, бил интересантен за луѓе, што ја знам, и татко ми па, како дете, исто така бил исто вест, исто Снаодлив. бил снаодлив, работлив и под тоа име на тој човек, тамо што ја знам, го добил името, а и бил и чопорец, правил и некои фамилиарни бели, тамо што ја знам, и под тоа име на тој човек бил некој си, што ја знам... Војвода Бобе. Војвода, и го нарекле Бобе. И од тоа потекнува наша фамилија Бобе. Дали се координирате што сте Не, бобевци ја во имам Куманово? и некоја друга информација што е интересно. Са што е тачно не знам. Кога требало да му стават име на татко ми, сакале да го крстат Бобе. Тој матичарот у тоа време, тој 1900 година, за време турско е. И тој матичар вика, не може Бобе да се запише, тој е војвода, тој е практички непријател на турска држава. Не може Бобе да биде. И како се, Киро ќе се вика. Ја така знам некоја историја. Не. Ја така ја знам. Како дете сум Ја не знам, ја имам информација вака, се што било, како било, не знам. Ова е многу поинтересно. Нека кажи Кире негова Не, верзија. ја мислам дека и двете приказни држат вода, така да една друга не се исклучуваат според мене. И дали едното или другото, тоа е тоа, ја мислам. Да. Професоре, 1965 година избор на мис во Куманово. Знаете вие дека 31 година прв мис на Балканот е одржан во Соколана. Меѓутоа, ова 1965 година слика кажува дека Куманово има... Еве сум и јас. Вие сте во жири комисија били. Да. А видите што? Дојдов од Белград само што е пред Нова година и Може да ни кажеш која беше од овие прогласена за мис, сеќаваш? Од овие жени. Одсечавање, ако може да Одсечавање, кажеш, а не одгледана фотографија. Не можам да се сетам, али мислам дека беше она последната тамо. Ја сум заборавил. Името не го знаеш. Бе по жири комисија, еве тоа е Гоше, и една женска не знам која, и јас сум тамо
подари, а дојде од Белград а ја бил тогаш многу популарен и што ја знам и кој ќе ви дојде, хајде. Ние секој време, секој вечер бевме и во Кризалда, можда ја знам, па се дискутираше. И ме предложи и бидов во жири комисија. Ова е одека на Душко колешка Мира. Тоа е интересно Веднаш. да ја поврзиме сликата. Добро. Да. Сега ќе површиме оваа слика. Знаете, вие дека Кумановска бања е било место за добра забава во нашиот град. Ова е Душко слика од Кумановска бања. Ова е слика на Матурско. Каде во Бавчета, во Тоа ресторанот ли? Тоа е у Бавчета, надвор. Стара бања. Стара Сега бања. само да ви кажем како беше тоа. Ние матурантите, нормално кој како може, ќе се дотера, али обавезно сите ќе купиме за прв пат одело. Тоа беше. Прв пат се облекуваше одело на матура. И сите идевме у центар на градот и таму од цел град ќе се собере маса народ. И ние ќе направат шпалир. И ние ќе поминуваме од Занчиски дом како што е, па до Народна банка што беше доле. Тоа е Така. негде 150 метра. Шпалир на луѓе од лево и од десно и ние ќе поминеме низ тој шпалир, ќе се качиме во автобус и идевме да славиме во бања доле. Што дали вие во Кумановска бања, јас сеќам како дете сум бил за први, за втори мај, многу луѓе имало тогаш. Па не само за први мај, За сите поголеми празници, да. Секоја сабота и недела на Кумановска бања е полна била со луѓе и од надвор и местани, така да таму се играше и карти игра, луѓе се забавуваа со игра шах и многу други работи. Потоа имаше и игранки таму, кермес се викаше тоа, идеја на игранки, јас сум ишол на тие игранки. Значи, бања исто така била една од збиралиште на младина на Куманово. Меѓутоа, Кире ќе ни каже за глечери дека во тоа време во Соколана правеле дар мар во забавниот живот. Па видите, глечери се една од првите, уствари првата најдобра рок група во Куманово. Тоа се дечки кои се 5-6 години постари од мене. И знам дека свиреа, правеа игранки и во Соколана, и во Пожарна, и во гимназија, и не знам каде уште имаат они свирено. Тоа беа игранки кај што се собираше многу народ, по 800, по 900, по 1000 луѓе. Тие беа првата група која ја негуваше таа рок музика од втората половина на 60-тите години. Ние, мојата генерација, на возраст од 13-14 години, идевме понекогаш, не бевме редовни, бидејќи бевме уште многу мали. А инаку ја ги знам сите поименично кои беа и целиот град ги знае. Кои дечки беа тие што ја забавува младината во Куманово. Инаку ја подобро памтам време од почеток на 70-ти години, кога игранките се уште продолжуваа, меѓутоа и почнуваше да се појавуваат и првите дискотеки. Пред да кажем нешто повеќе за дискотеките, сакам да кажем за една група која свиреше на тие игранки во Куманово. На неколку места се свиреше на тие игранки. Не знам по почеток како им беше име, ама знам дека тие беа четворица дечки кои свиреа многу убава музика. Тоа беа Шајтан Драган и Цобе на гитара, Мими Паскал на клавиатури и Тоскич на бубневи. Од таа група, после неколку години, израсна групата Патика, дали беше лева или десна, сега не ме фаќајте за збор, потоа тие од Куманово се преселија во Скопје и од таа Патика во Скопје настана групата Пул. Тоа е една од најдобрите македонски бендови во тоа време.
Значи, таа е една интересна музичка траекторија на таа група. Сега малку да се удалечиме од Куманово, покрај сите тие големи настани и игранките во Соколана, во гимназија, подоцна во барот на Хотел Кристал, па во старото предпријатие Илинден се правеа големи игранки. Во Скопје ние кога заминавме на студии, некаде 75-6 година, 7, постојано идевме исто и таму на игранки и јас што се сеќавам, на тоа многу добро се сеќавам, бидејќи сум имал 19-20 година, а групата Пу правеше незаборавни игранки во Олимписко село во Скопје. Таа група беше пола кумановци, пола скопјани, направија неколку изузетни хитови и тоа беше време кога тие игранки не представува само игранки, туку и тоа беше, ми се чини, зачеток на првите журки што ги викаат сега, бидејќи сега забавите модерно ги викаат журки и на нас таму кога одевме поише ни личеше тоа дека се добри журки и забави, односно оние класични игранки. Душко, синоним за една градска фамилија во тоа време за градот Куманово беше, ако може така да го кажеме, тоа безпрекорно договорување и почит на еден човек кон друг. Дали тоа точно? Другарство, пријателство. Нема што да се каже. Живеевме еден за друг. Што се вика како мускетари. Вие сте имале полно другари, сте живееле навистина сложно. Да. Тоа беше многу интересно. Секој си имаше своје друштво. Сите заедно друштвото ќе излегавме на Корзо, па ќе идевме по... Тогаш немаше кафики, имаше сладкарници. По сладкарници се наоѓавме. Идевме на матинеја, на игранки, вие кажете, у Соколана, официрски дом. Имаше едно време и у... Мислам дека во Монопол има нека. Да, пожарна, па у Монопол имало исто така. Порано од моје време знам дека имало, ја не сум бил. Јас сум ишол. Ишол. Мене ми има Значи, кажувам еден имало стар многу. човек, ова како анегдота ви кажувам од Карап Мала, на мојот татко добар пријател, вели 6 месеци сум ја чекал Мирјана да ја придам да разговарам. Како е можно тоа? Добро, тоа беше такво време, тешко се доаѓаше до девојки. Мислам по... И многу скратено време на излегување и се... Па, од ќе излеземе Да. у 6 и пол, у 10 сит нема жив човек у Куманово. Нема тоа е да, значи од 6 до 9 е Корзо било и за една стура Корзо и некој одат. Во паркови некој одат. Меѓутоа, мене ми имаат кажувано, само се извинувам, Кире, со серенада оди до пред врата, свири музика и ја вика дамата да излезе, бидејќи не може да ја види во чарши. Да, така е. Сега да ви кажам, кога правеше Мице у Соколана свадба, таму после кога завршуваше свадбата, јас со моје друштво бевме негде едно 20 на души. Тука беа скоро сите кошаркаши од екипата. И Да покажеме слика од твојата свадба, ако имаш. Па не сум ја донел, не е битно од свадбата на Мице. И идеме, викам, сега ќе идеме, нормално, малку и под газ, што се вика од свадбата, сега ќе идеме, викам, кај моја симпатија, ќе направиме свадба. Ќе направиме серенада. Тоа беше у близина на Соколана. Отидовме и почнавме нормално да пееме. И што е најинтересно, мој дедо Павле, тој беше шеф на лабораторија у болница, многу познат човек, од позната Шеткова фамилија. Излезе со шише ракија, не поздрави и ние си заминавме. Тоа е еден момент од тоа другарување и што се случувало. Се извинувам, само Кире да дополня, сакаше нешто да каже. Па тоа сакав да кажам дека у тоа време поради таа пословична срамежливост на момците и девојките, веројатно најдобро поминувале тие што го користеле на српски правило, што го викаат копре девојци, на него девојката. Така. Ова слика е исто на свадба моја. На моја свадба. Еве како се сослужува. Гледаме ова пиво, не знам. Вино е веројатно црно има. За нешто за серенада. Има една анегдота
И отидовме да играме утакмица во Тетово. И не одведува таму еден црвен крст да спиеме, ама само прашина за никаде. И што ќе правиме? Ќе идеме по Тетово. А тогаш тоа време Ласе свиреше на армоника и секој пат ќе си ја понесеше армоника и Да. ќе правиме се да песни, ќе пееме, ќе се веселиме и така. И што ќе правиме по Тетово ќе идеме. И гледаме во една куќа светло гори. И отидеме тама. Со нас го поведовме и овој фудбалер Јанковски Тунче. Застанавме на тој прозор, но и почнавме да поеме. Овој да свири на армоника и ми почнавме да поеме. Кога искосија таму, оно бил умрел некој човек. Грешка ли светло? Ајде, било да не се гаси светло, веројатно. И развикавани да ми чурни. И така. Тоа е навручува да веројатно. Да, ова- Тоа е, ова е многу стара слика. Ова е свадба на Трајко Берберков што работел во берберница Бороменко. И Ова исто ми е шехиста. комшија и тука е татко ми на свадба. Ово е во дворот, така. Да, во дворот на Трајко Берберков. Да, комшии се они таму кај Комшија, нас. еве го тегно тука. Те сега да збориме за оној период, знаеме дека во Куманово во тоа време многу се одело, како ги вика тие, на кампување, Перијалци. феријалци. Ево, ова слика од 68 година во Омиш. Сега ќе ви кажам за таа слика. Го изигравме првиот дел во втората Б лига на Југословенска и на вториот дел преку лето сакаме да одиме на припреме. Разговараме со руководство на друштвото, на Партизан, и вика, може ли да одите во со феријалци во Омиш на припреме? Нема проблем. Вика, ние ќе ви дадеме пари, а вие ќе одите таму. Добро, нема проблем. И ми нормално, секој со своји пари си плати таму реално. Отидовме таму. После два дана доаѓа телеграма, вика, друштво не може да ви плати пари. На ваш рачун ќе си бидете таму. И сега момците неќе да тренират. Што сме на наш рачун, не тренираме. Така. И што да правам јас сега, викам, што да правам? И отидов во населје, имаше таму одговорен референт за физичко воспитување у населје. И му викам, може ли ми да одржиме на некој турнир таму меѓу овие градови тој што се. И вика, важи, добра ти е идеја, али викам, немој да ме кажеш мене за като ти ја кажа, него преко тебе дори тоа. И направивме турнир за да ги натерам да играт утакмици, иначе неќе да тренирам. Вика, пошто се нараснато, неќе да тренирам. Сега, да се вратиме малку назад. Коментар за оваа слика, кога се одело низ центарот на градот, ова е веројатно свадба. Ова е свадба, да, Да. свадбата. Тоа е свадба Каде е музиката овде? еден друг. Напред. Напред, добро. Напред. Тоа е цело соколанско друштво. Тука има и кошаркаши, и музичари, и свашта има тука. И идеме по улици на Куманово. Навистина, многу убави моменти. Да, младожења ga нема, тој напред е, еве јас сум таму, еве го Джибре, еве го Цаце таму, и да не ги Да. тука има пуно. Меѓутоа, во тоа време во Куманово се одело и на работни акции, така ќе? Да. Се сеќавам дека многу има заменувано на тие работни акции во Шамац, Сараево, мислам во Сава, во Загреб, па и така натаму. Дали се сеќаваш ти на тие работни акции? Види, ја Не, млад као млад смо, човек млад. не сум идел на ниједна младинска работна акција, бидејќи мојата генерација припаѓа на една прва така наречена рокерска генерација, што се вика,
Ние повише бевме задоени со слушање на музика, со купување плочи, со пратење на музичките трендови, со одење на заеднички летувања и колективно и поединачно како група од 5-6 души друштво. Така да ја за жал мора да кажам дека не сум бил учесник на тие младински акции, а и тие се иманентни за едно време што е неколку години пред нас. А кога викам дека сум припадник на таа генерација, кога зборам мојата генерација, мислам и на младите кои се година-две постари или година-две помали од нас како генерација. Ние живеевме едно друго време, малку, мора да признам, малку полагодно, бидејќи приходите на родителите тоа ни го дозволува, така да, така наречена рокерска или, ја би рекол, и джинс генерација. Така да немавме... Имаше некои што иде, а меѓутоа тоа више беше на измак тоа време. Професор, само накратко, ова слика 61 година автопат Братство единство. Да. Овдека беше штаб на работна акција Братство единство, се справеше магистрала. Автопат. И игравме утакмици со младински бригади на акциите кои беа. Каде е ова сликано? Ова слика и е на стадион. На нашиот стадион градски. На нашиот стадион градски. И тука како најдобар младинец на Куманово примев и пекар. Не само јас, тука е од кошаркашки, ова е рукометаш, ова е рукометашка, ова е атлетичар некоја, што ја знам. И примивме као најдобри младици пехари од штаб на акциите. И сега да ве запрашам, во Куманово вие сте познати по фамилија која има неверојатна пасија и љубов за кошарката, Кире, Душко, Мице. Зошто кошарката толку е во срцето и секој кумановец кога ќе праша за вашата фамилија, вика Душко, Боби и Кире, вика кошаркарска фамилија? Па видите, ние сме спортувале од срце, не сме спортувале за пари само. И бидејќи бевме тука близко до Соколана, не само кошарка, не игравме и раковет, игравме и одбојка, и стони тенис игравме. Така да, не само кошарка, фамилија која се бавеше со спорт, која играше од срце, а исто така и духовно и физички се развивавме во тоа време. Така да, јас никогаш не сум помислил да ќе играм утакмица некој да ми плати. Него го играм и од срце да го представам мојот клуб, мојот град, мојата република и така натаму. Владимир Цветковиќ е си има омажено во Соколана со Радмила Ѓурич. Така. Дали Милорад Ивановски Мице има некоја љубовна врска од Соколана? Па имало. Имало. Многу или малку? Имало. Тоа прошло. Така. И тоа време. Многу било, малку Ако си останало. популарен, знаеш како иде таа работа. Еве, Душко исто праша и за вас. Сега и за ово Вие сте- фотографи Вие како велите, кошарката и Соколана ви е љубов и се во животот. Втор дом. Да. И кошарката исто. Да. После толку години што може да ни кажете? Еве. Тесо. Тоа е на тренинг навечер. Што ви има кошарката дадено на вас во животот? Па за мене лично, ако прашувате, многу. Да почнеме таа спортска кариера, која воедно тој спорт ми овозможи да бидам успешен и како човек, и како породичен човек, како фамилиарен човек. Значи,
кошарката ми овозможи да имам морално волни особини, за да можам сите проблеми што ги има во животот да ги надминам. Бидејќи јас, кога играв кошарка, бев плеймейкер. Така. И знам дека ја играв скоро 40 минути, значи од почеток до крај на утакмица. Тешко, мука, проблеми со кондиција, дали може да се издржи, ама тие морално волни особини ми овозможија да можам 40 минути да играм во еден ритам, што денеска не може да се замисли. Ја денеска не можам да видам играч кој ќе изигра од прва до 40 минута кошарка. Ќе играат просечно по 20 минути. Тоа е тоа е со брат ми во дворот на Соколана. 55-та година. Секој сме биле со топка. Со топка секој сме биле. Он постар брат, 8 години од мене, а секој сум бил приврзок на него. Како знам за себе, ние сме заедно. Значи, како знам за себе што се вика, до денеска ние сме заедно. Кире, има една синтагма за кумановци, велат кумановци се шалипџи и боемчини. Па, види, пред да поминеме на таа тема, само кратко да кажам дека, пошто ги праша и моите чичковци за кошарката, да кажам дека поради нив двајцата, ја некако бев предодреден да ја сакам кошарката, да ја тренирам кошарката, да бидам секојдневно во Соколана, затоа што другачие беше незамисливо. Меѓутоа, за жал, ја имав кратка кариера. Играв јуниорска кошарка доста, потоа една година во сениорската екипа и со заминување на студии во Скопје се посветив факултетот и ја прекинав активната кошаркашка кариера, меѓутоа кошарката и понатака остана да биде можне важен сегмент во мојот живот, сега на некој друг начин, прво како човек заинтересиран, прогледање утакмици, пратење на квалитетни надпревари во Скопје, на телевизија, на добри екипи, на репрезентација, успесите на репрезентацијата, за да подоцна на крај и влезам во водите на кошаркашки работници кои што сакаат да направат нешто за кошарката во Куманово и релативно успеавме и на тој план, така да, еве, и кошарката за мене има огромен значај. Професоре, Да. кумановци се викаат боеми. Мислам дека има некоја песма за Да. колку е тоа реално според ваше сознание од ова временска дистанца. Па да ви кажам, тоа е тачно. Значи, многу луѓе у Куманово биле боеми и пренасале од колено на колено се што се дешавало во Куманово. Така да кажеме, да го спомнам професор Пачко, кој со негово друштво има анекдоти, но кои неколку. Значи, за тоа друштво се зборувало и денеска уште се збори. Што правеле и како правеле. Па после Бабаружа, исто тамо, па Илјушка Старов, Шнајдер, и ги има пуно тие боеми кои во Куманово пренасале некој си хумор, некој расположение, некој висеви, некој и свашта се зборувало. Имamo и навијачи, да кажемо, како имаше навијач на Куманово на фудбал, Гуска, Митре Гуска. кој ќе отидеше на стадион, па кај ќе почне да псуе по студија, да вика, да пусти. Значи, Куманово е бил весел град. Куманово е бил, се живеело многу добро. Така. И- Сега, Ова свика, ајде.
Ова слика 65-та година пише. да, ова слика е пред да влеземе во втора лига. Седиме во Кристал, тука е Борче, Беле, тука е Душко Стрн, тоа по кој беше и после и председник на друштвото. Тука е Сане, јас, Седо мислам дека е туе, Говедо. Да. За коментар. Трајан и Шедо. Мислам дека ова слика е од Белград, од Калемегдан. Да, на Калемегдан. Ова треба се прокоментира. Таа слика е во Белград. Чуени од Калемегдан. Да, на Калемегдан. Бевме да играме со Железница Белград. Чека, дали е точно дека тој турнир го има? Венчер ли беше? Дали дека тој турнир го има организирано покојниот глумец Александар Гаврич? Не. Ова слика е кога игравме во Втора лига. Добро. А зборам за оние турнири на Калемегдан ги организирал покојниот глумец Александар Гаврич. Тие Тоа е турнири, нешто друго. И од Куманово женска екипа има настапувано таму. Не, тоа е нешто Види друго. вамо, сега ќе ви кажам. 64-та година Куманово бедна првак на Македонија во куп. Отидовме, дојдова во Белград, ја беше на студија во Белград и тие дојдова и игра полуфинале југословенско за куп на кошарка. Добро. Полуфинале, тука беше и твојата мајка, тука беше Сонја, тука беше Тоа е за Весе, женски. тука беа Лиле, Веце. Нада Шипе. Ната Тоа е Шипе и така. најквалитетната генерација Да. на женската кошарка во Куманово, според Ја ова, како бев- е останало ја бев со запишано. нив. тоа. Така. Ја бев со нив. Дучко беше Ја, тамо. на 17 години ја тренер. Сега Кира ќе го прашаме Душко, според вас која е најдобра машка генерација на сите времења во кошарка? Лично ваше видување. Па, Ајде Кира повели. ако Па и ја као најмлад можда и не е баш упатно, меѓутоа вака. Ја имам гледано еден одреден број на кошаркари од 70 години па навака. Пред тоа не би можел нешто многу да кажувам за тој период, бидејќи не сум бил сведок. Многу пати не ме пуштале на 12-13 години да идам во Соколана да гледам, бидејќи имало голема гужва и вика, немој да одиш ке те згази некој таму, може да настрадаш. Да, родителска грижа, нормално. Па според мене, сега, кога правевме прослава на 55 години кошарка во Куманово, некаде 2001-2002 година, направивме една монографија и 10-15 луѓе кои се најважни за развојот на кошарката во Куманово ги запрашавме кој е нивната најдобра петорка на кумановската кошарка на сите времиња. Сите има слични или различни петорки. Ја колку се сеќам, сега не секам да излезе дека тога сум кажал едно, а сега друго. Ја мислам дека од оние што ги имам гледано, најдобра кошарка би, најдобра екипа би била да почнеме од најстариот Мице, Душко, потоа Моме Лига и на нив би ги приклучил помладите Џана Петрушевски и Страшо Тодоровиќ. Според мене тоа се најдобрите 5 играчи во Куманово, да оние што јас ги памтам. И сум ги гледал. За тебе, Душко, најдобра генерација? Добро, ти си актер. Добро, јас сега како актер не можам да... Че си Малку кажеш, е, зашто малку да е не? можда незгодно, али Ти памтиш и постари. по мене најдобра екипа, кумановска екипа, составена само од кумановски Играчи, деца, така. од кумановски играчи, тоа е кога игравме, значи пред да влеземе во втората југословенска лига, тоа беше најдобра екипа по мене. Бидејќи таму игра скоро 95% кумановци.
на сликата се гледа на високиот играч, тој беше водник во Куманово и го собравме бидејќи имаше негде околу 2 метра ради висина, 2 и нешто беше, ради висина го собравме за да имаме висина. Ние бевме релативно ниска екипа, но специфична екипа која игравме многу атрактивна кошарка. Тоа беше време на по мене најквалитетна кошаркашка екипа од Куманово во историја на Куманово. Сега после тоа се промени односите, почна да се доведуваат играчи од страна. Сега која била екипа појака, послаба, тоа веќе е нешто друго, не можам да дискутирам. Бидејќи повеќе тука игра играчи од Куманово, многу малку игра од страна играчи, тоа практички е од Куманово екипа, но не е кумановска екипа. Ке мора да го превашуваме нашиот разговор, веќе 67-8 минути разговараме, не повеќе од сат. Значи, семејството Ивановски е длабоко инкорпорирано во животот во Куманово некогаш. Професоре, вие сте горд што сте член на тоа семејство и што имате многу убави спомени од животот во нашиот град. Па, еве, самите слики кажуваат како сум го провел животот, од детинство па се до најстара доба, одnosno третата доба. Јас да кажем, уште сум активен како во друштвото на пензионери во Куманово. Таму исто во тој забавен живот учествувам во драмска секција. Така да, од дете па до ден денеска уште не сум престанал да не бидам активен. Селектор на спортски екип. Кажувам ова дека никогаш не сум учествувал негде или сум играл за пари, за ова. Увеќе тоа било од срце, од моја мотивација и така натаму. Значи, тоа ме влекло и ден денеска кога би се поново родел, исто би поминал по тој пат. Jer тој спорт, таа кошарка, па и раковет, и одбојка, и све што сум играл, и сум бранел, и голман сум бил, зашто ја знам, ме провеле кроз еден добар живот. Сум запознал многу луѓе. Со таа кошарка сум бил и на тенциште тамо на младински Совир. На 15 години од борба на суција. Па сум бил на конгрес 58 година за заштита на деца и воспитување. Така да, тој спорт ми донел тоа задоволство и јас сум среќен и сум полн во својот живот. Така, Душко, другарувањето било незаборавно, семејството Ивановски е било дел од секојдневниот живот во Куманово. Тоа што не е. Добро, се повторуваме повеќе пати. Како тоа другарство ние да го пренесеме сега на овие млади, кога рече професорот, сега другарување со мобилни телефони, со компјутери, со лаптопови, со Фејсбук. Мислам дека тоа време е веќе изгубено, останало во минатото и тешко може да се повтори. Така и Кире? Па еве вака, ја, пошто не заобиколива тема е Соколана, кога се зборува и за Старо и за Ново Куманово, ја би кажал уште неколку детали кои во последно време некако ги прескокнуваме, бидејќи Соколана доста често се спомнува последниве месеци во јавноста. Интересно е да се каже дека во Куманово доаѓале и екипи од странство да играат кошарка. Таму во 60-тите години прв пат Бероја Стара Загора, една бугарска екипа која во тоа време била една од најдобрите европски екипи, има играно во Куманово, па дури еднаш Куманово има победено. Меѓутоа тоа веројатно им била горчлива победа, затоа што поради тоа во тоа време колку што има информации, градските татковци рекле ние сме многу јаки, не ни треба појачање, сами ќе играме. Меѓутоа тоа било грешка.
И исто така неколку години после тоа во Куманово доаѓа кошарка игра и универзитетска екипа на Масачусетс од Соединените Американски држави. Ја на таа утакмица не сум бил мал, не ме пуштале да одам, бидејќи имало неописива гужва. Само знам дека таа утакмица Куманово ја изгубило со најмала разлика во однос на Работнички Скопје и Мавро, кои исто така играле со таа универзитетска екипа од Америка. И уште една работа само за крај да додадам, дека покрај спортот во Соколана имало и тој културен забавен живот, неколку детали. Да кажам дека таму првата дискотека во Куманово е отворена во Соколана, некаде таму во средина на 70 години, а исто така таму се држани многу концерти во тој период, првата половина 70 години. Многу познати пејачи од југословенски простори таму имат пеено. Јас се сеќам многу убаво концерт имаше Мики Евремовиќ, а можеби неколку пати, потоа други познати групи, а колку што знам, првиот концерт као предгрупа во Соколана го има одржано легендарната македонска рок група Леби Сол, као млади дечки у тоа време, беа предгрупа на некој ја поголема група и тоа нивни прв јавен настап во Македонија фактички. Тоа е Јас само накратко. Само накратко да се довршам за Берое, што спомна Кире. Тоа беше на зимски турнир 65-та година негде. Ние играме утакмица со Берое и ги победивме. Тоа беше Берое изузетно квалитет на два бугарски репрезентативци. У тоа време бугарска кошарка беше на високо европско ниво. Ние ги победивме. Утре дента, јас влегувам во сала, играат Работнички и Берое. Берое води 10-12 коша разлика. Ја влегувам, значи, у сала и слушам коментар. Вика, добро бе, вика, како можеш овие наши кумановци да го тепа овој екипа, ако гледај, Работнички, гледај, губи 12 разлику. Да. Тоа беше момент, Кире што го кажа тоа. Значи, најверојатно лошо сме изиграле за да не се појачаме, да бидеме уште подобри во таа втора лига, пошто игравме само кумановски играчи. Тоа е еден момент што ми останало во сеќавање. Да. Да ви кажам и за таа екипа, не палеше само 2 центра да доведеме, да играме 100 години во таа лига. Ви благодарам. И уште нешто да кажам, дека прва пионерска кошаркашка школа се формира кога дојдов од Белград и генерација беше Кирева. Така да прв пат кога дојдов, јас ме запослија во Соколана како референт во самото друштво и формирав тогаш и пионерска школа која работеше една година. Ја колку се сеќам, имаше селектирано околу 400 деца и на неколку месеци се правеше селекција. Беше интересно што он правеше една студиозна анализа и селекција и многу од децата кои ќе им ги видеше нивните како се вика тоа предиспозиции, ги праќаше на одбојка, на ракомет, на фудбал. Така да тоа беше важна работа не само за кошарка, туку и за целокупниот спорт. Ви благодарам. Јас се само уште нешто да кажам. Значи, јас цел живот сум стварал нешто. Не сум купувал, не сум гледал интерес на тој спорт. Него само сум стварал, само заради градот, само заради Македонија, само заради тие деца да не идат по други непотребни работи, пиење, дрога и што ја знам таму. Ви благодарам. 76 минути. Тоа беше почитувани гледачи, семејството Ивановски, стара градска фамилија позната. Ви благодарам за вниманието и во секоја прилика бидете со К3. Пријатен ден.